Добро вечер. Почнува редовното магазинско издание на 360 степени. Еве генералната најава. Дали инвеститорот од Емирати во проектот Белград на вода ќе гради и во земјава? Двете видеа покажуваат дека Мохамед Алабар бил во најмала рака во Скопје и во Битола, дека најверојатно бил во земјава повеќе од еден ден, дека бил во придружба на владин советник и дека посетата не поминала незабележана и од премиерот. Како од една страна Советот на град Скопје донесе одлука за дислокација на УСИ, а од друга надлежните институции немаат податоци дека цементарницата загадува. Се што се гори во УСИ е законски дозволено согласно дозволата која е издадена 2020 година. Има ли спас од загадувањето на воздухот во Скопје? Газификација да се работи и има надлежни институции во рамките на системот кои работат. МВР избра кој ќе облекува редовната полиција. Сите 4 дела од тендерот ги доби иста компанија. Но на 25 декември процесот го обжалил еден од конкурентите, Мике Интернационал. Под радар помина посетата на бизнисменот од Обединетите арапски емирати Мохамед Алабар на крајот на декември на земјава. Алабар, кој инаку стои зад проектот Белград на вода и најавениот луксузен комплекс во Улцин, Црна Гора, бил во Скопје и во Битола, а можеби и во Охрид. Во дел од посетата бил придружуван од советник на премиерот Христијан Мицкоски. Кој е Мохамед Алабар? Дали се сретнал со премиерот и со други владини представници? Што ветуваше Мицкоски кога лани ги посети Емиратите? Што и како работи Алабар во соседна Србија? Сторијата е на Александар Димитриевски. На 26 декември премиерот Христијан Мицкоски лајкна видео на Инстаграм, за кое авторот Мохамед Алабар во описот напиша: Северна Македонија, земјата на Александар Велики. Нација со горда историја, обликувана од реки, планини и плодни долини. Дефинирана пред се од топлината и гостопримството на нејзините луѓе. Мохамед Алабар е човекот во средината. Станува збор за милиардерот Обединетите арапски емирати. Во регионот познат како инвеститор во проектот Белград на вода. Десно од него на видеото е Сашо Марковски, советник на премиерот за надворешна политика. Од видеото лесно може да се заклучи дека Алабар се шета по Шировсока, во Битола. Следуваат фотографија од Охрид, фотографија од Матка и фотографија од старата скопска чаршија. На 24 декември пак, исто така на Инстаграм, видео со Алабар објави ресторанот Салваторе од Скопје. Датумот на чинијата на која бизнисменот остава посвета е 23 декември. Видеото на скопскиот ресторан завршува со пораката: Чест е да се угости еден од најголемите светски визионери, господинот Мохамед Алабар, основач на MR Properties и Eagle Hills. Сумирано, двете видеа покажуваат дека Мохамед Алабар бил во најмала рака во Скопје и во Битола, дека најверојатно бил во земјава повеќе од еден ден, дека бил во придружба на владин советник и дека посетата не поминала незабележана и од премиерот. Затоа и првата адреса на која се обративме беше владата. Прашањето број 1 гласеше дали Алабар имал средба или состаноци со владини представници. Не добивме одговор за секое прашање одделно. Ова е текстот од првиот параграф од владината служба за односи со јавноста, за кој само може да претпоставиме дека се однесува на нашето прво прашање. Во врска со вашите прашања, ве информираме дека како влада сме целосно фокусирани на зголемување на инвестициите во сите области и водиме дијалози со инвеститори од сите држави, вклучително и со Обединетите арапски емирати. Кога ги поставивме прашањата до владата, имавме во предвид повеќе околности. Во април 2025 година премиерот Христијан Мицкоски предводеше владина делегација во Обединетите арапски емирати. По завршувањето на посетата, изјави дека има сериозен интерес за инвестиции од оваа земја, од која патем потекнува Мохамед Алабар. Проектите за кои што разговараме се проекти на постоечки локации веќе изградени во Охрид, односно откуп од собствениците, 2 нови локации, но поради ограничувањето од УНЕСКО тие не можат да ја видат својата полна, би рекол, полн капацитет, мораме да го пазиме тоа. Попова шапка, ски центарот, локацијата кај касарната за лендмарк, за објект кој што ќе биде не лендмарк само за Скопје и Македонија, туку би рекол регионот,
чебрени галиште, но и друг тип на објекти, како што се нови соларни и нови ветерни централи, се проекти за кои што веќе има follow-up од нашата посета и веќе се разменуваат со институциите од тука податоци. Очекувам од овој инвестициски бранд помеѓу 2 и 3 милиарди евра за Македонија. На почетокот на декември пак, во посета на Емиратите беше министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Гостувајќи во 360 степени пред Нова година, го прашавме зошто во периодот меѓу неговата и посетата на премиерот, јавноста не слушна ништо ново за најавените инвестиции, вклучувајќи го и така наречениот лендмарк во Скопје. Муцунски одговори дека во моментов земјите разговараат за два документи. Првиот договор е договор за стратешко партнерство кој што ќе ги олесни меѓусебните инвестиции. Тоа не би олеснило само инвестиции од таа држава кај нас, туку и наши потенцијални инвестиции таму. А втор договор за кој што дискутираме е договорот за слободна трговија. Тоа не се договори кои што се лесни да се усогласат, бараат време и клучен предуслов за реализација на дел од тие инвестиции кои што ги најави и премиерот, а за кои што има, јас би ви кажал, огромен интерес, и тоа не само за инвестиции во Скопје, туку и за други градови во државата. Тука би се воздржал од дополнителен коментар. Муцунски не влезе во подробни објаснувања за најавените проекти и на дополнителните прашања, но додаде. Прво, јас сум убеден дека со Обединетите Арапски Емирати ќе има конкретна соработка. Второ, тоа што би можел да ви го кажам е дека ваков тип не само на држави, туку корпорации од ваквите држави не носат одлука денес да инвестираат утре. Тоа е сложен процес на носење на конкретна одлука за инвестиции. Зошто е потребно прво да се потпише договор за стратешко партнерство со Обединетите Арапски Емирати, иако инвестициите потоа би дошле од приватни компании? Е прашање кое подолго време го поставува дел од јавноста во соседна земја. Тоа сепак и не е најважното прашање во Србија. Таму, токму Мохамед Алабар е човекот од Емиратите кој инвестираше во проектот Белград на вода, но не сам. Државата му го даде земјиштето без надоместок на 99 години, во замена за 1/3 од сопственоста на фирмата која го гради стамбено-деловниот комплекс. Бизнис логиката е државата да добива 1/3 од профитот, ако го има. Еден од најголемите принципиелни проблеми е што владата, која има обврска да бира изведувачи на јавни повици, е дел од компанија која не распишува тендери. My question is, if you don't have public tender, and you said, when we ask our government, how do they choose the companies? Because Which we companies? see that construct the Belgrade waterfront. I'm managing everything. Okay, When I manage, we have a committee. okay, I understand. The government committee sit with us. Okay. We put the tender, we send it to 6-7 companies, and people who are watching me who understand construction, when you do tender, you cannot go, you have to get good quality construction people, which is not very easy, by the way, but all local people. They all submit prices, and every building we do go again. And then you'll be this contractor, that contractor, they're all working. It's as simple as, and by the way, please trust me, I do this in every country. Our state has a piece of this business. We gave land, we invested something. You have to recognize this. And when you choose companies, when we ask government how the companies are chosen, they say you ask investor. And I'm asking you because, Yeah, please, ask because me. there is a room in this whole construction that privileged company can get the job. So Not with on me. this- not with you. Okay, thank you very much. Never. Okay. In Dubai, That's in enough. Egypt, in India, Okay. and ask about me. Don't listen to me, you ask behind me, check, I checked. please. I checked. Во сторијата на српската телевизија Инсайдер, која и го направи интервјуто со Мохамед Алабар, се вели дека 100 метри од границата на Белград на вода, тој планира уште една инвестиција. Владата на Србија во мај 2024 година потпишала договор со Affinity Global Development за ревитализација на војниот комплекс каде се наоѓа зградата на Генералштабот. Таа е делумно срушена во бомбардирањето на НАТО и доскоро беше споменик на културата. Проектот требаше да биде заедничко вложување на Мохамед Алабар и зетот на американскиот председател Доналд Трамп, Џаред Кушнер. И во тој случај, објави Инсайдер, државата ја дала локацијата на закуп без надоместок. Инвеститорите требаше да градат стамбено-деловен комплекс и уште една кула, Хотел Трамп.
all we know about this project is from what politicians in Serbia told us. We didn't see the contract. The contract has been signed. So can you tell us how much you're planning to invest and what will be obligations of Serbia? You Actually, don't it's know too that. early. It's too early. Okay, but the contract has been signed. Actually, I think it's signed with the Kushner Foundation. Okay. Sorry, not foundation, but Kushner Yeah, I know organization. the affinity partners. I know. Yeah. In this case, you're also getting land for 99 years without the fee. Would you do this project if you had to pay for the Don't land? say without a fee. But compensation. how? Because I How? have to explain to Without- the public. okay, please do so. See, in the basic simple model, when there is a land, you have two choices. You either buy the land and pay you whatever, or you take percentage of profit. There are two ways to do this. The smart people, and they do this in Dubai a lot, they take percentage of profit. Why? Because land value today, maybe it's here. When you build the building, land value goes up. So percentage of profit is always better for you. Едночасовната емисија на телевизијата Инсайдер беше емитувана пред еден месец, но интервјуто со Мохамед Алабар е снимено во мај 2025 година. Во периодот меѓу снимањето на интервјуто и еметувањето на емисијата, српското обвинителство поведе истрага, а потоа и поднесе обвинение против тамошниот министер за култура Никола Селаковиќ, директорот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата и две други лица затоа што незаконски ја укинале заштитата над Генералштабот, без што на локацијата не можеше да се гради. Компанијата на Кушнер веќе се повлече, а од Eagle Hills пренесува Инсайдер, им одговориле дека во моментов нема да коментираат. Имајќи го предвид начинот на водење бизнис во Србија на Алабар и неговата посета на земјава, 360 степени ја праша владата и дали веќе е почната соработка со него. Потоа, дали се разговара за некои од проектите што ги спомена премиерот по посетата на Обединетите Арапски Емирати. И ако има напредни разговори, по кој модел ќе се работи. Ова е, интегрално, целиот преостанат одговор од владата. Нашата цел како влада е да ја позиционираме Македонија како стабилна држава со предвидлива економија и влада која е партнер на бизнисот, се со цел обезбедување подобар животен стандард за граѓаните. Во овој момент не би изнесувале повеќе детали и информации, но за секој поединечен напредок во однос на нови можни инвестиции, јавноста навремено ќе биде информирана. Локацијата на потенцијалниот така наречен лендмарк во Скопје, близу касарната Илинден, е овој простор. Се наоѓа меѓу новата клучка кај локацијата Момин поток и булеварот Словенија. Општината Карпош има донесено детален урбанистички план за локацијата уште во април 2021 година. Таму требаше, но не се оствари, најавената инвестиција на актерот Џон Малковиќ. Луѓето околу него бараа, но не добија статус на стратешки инвеститор, што со себе носи бројни поволности. Помина Нова година и Божик, а со помош на ветрот кој го оддува смогот, како да помина и тензијата што се создаде пред крајот на минатата година, која кулминираше со иницијатива да се дислоцира Усија и целата тешка индустрија од Скопје. Но остана дилемата. Како локалната и централната власт застанаа зад барањата за дислокација, а во исто време податоците на локалните и на државните инспекторати не покажуваат дека тешката индустрија, вклучувајќи го и Усија, ги надминува граничните вредности. Славица Филиповски-Иванова праша до каде е реализацијата на иницијативата изгласана во Советот на градот Скопје. Зелен хуман град ја поднесува иницијативата за дислокација на Усија. Отварам претрес, ве молам кој ба разбор. Цементарница, само како процес, значи зборам индустријски, загадува. Сакам да ви кажам дека јас лично ќе ја поддржам оваа иницијатива. Со таков документ може градоначалникот да појде во влада и да се ги бара од влада да му се реши проблемот. Давам пауза од 15 минути, молам координација во салата. Се задолжува градоначалникот на градот Скопје да се обрати до владата за да го разгледа начинот за започнување на постапка за дислокација на Усија и сите големи индустријски загадувачи на соодветни места надвор од Скопската котлина согласно Законот за животна средина и Просторниот план на Република Македонија. Овие заклучоци ги ставам на гласање. Ве молам кој е за?
Дали има некој против? Дали има некој воздржан? Ги донесовме заклучоците и ви честитам на успешната заедничка работа. Се стиши аплаузот, се стишија и протестите за дислокација, а ние тргнавме во проверка што точно се презеде во овие 20 дена по иницијативата на Советот на град Скопје за дислокација на цементарница Усија и другите големи загадувачи. Премиерот Христијан Мицкоски прво тргна одлучно. Што се однесува до дислокација, и тоа не е никаков проблем што се однесува до владата. А неколку дена подоцна, но дека ние можеме да влеземе кај некого дома и да му речеме сега ти куќава преселија на друго место, тоа не знам како ќе успее град Скопје, но еве ако успеат сосема напред нека терат, ја мислам дека тоа така нема. Во периодот меѓу двете изјави на премиерот се одржа пресконференција на инспекторатот и управата за животна средина. На неа двете државни институции презентираа дека надзорите над Усија не укажуваат на неправилности. Дополнително, објаснија и дека индустријата како извор е дури трет поред причинител на загадувањето во Скопје. Кај сите надзори не се утврдени неправилности во работењето на овој правен субјект. Дали одлуката на градот е воопшто пратена во владата и што е преземено по неа, 360 степени праша во Советот на град Скопје, кабинетот на градоначалникот, како и во владата. Конкретен одговор не добивме од никого. Председателот на Советот Даме Димитровски во писмена изјава соопшти дека му е драго што отвориле дебата, иако заклучокот што го усвои Советот јасно упатуваше на нешто повеќе. Ние како Совет на град Скопје сме свесни и за нашите надлежности и за правните аспекти поврзани со овој заклучок, но сметаме дека е од исклучително значење да се развие аргументирана дебата и добредојдени се сите дискусии, расправи, објави кои укажуваат на различни аспекти на решавање на овој проблем, почнувајќи од здравствените и еколошките погледи до правните и економски анализи, па и техничките и урбанистички прашања кои се презентираат во јавноста. На сите им е јасно дека оваа борба не е лесна, ниту кратка. Никој не смее да ги лаже граѓаните дека постои волшебно стапче, една одлука, една мерка, еден заклучок, филтер или што и да е, кој веднаш ќе го реши загадувањето. На прашањето како е коментира контрадикторноста на нивната одлука за дислокација со наводите изнесени од инспекторатот и управата за животна средина дека Усија работи во рамки на законите, Димитровски одговара: Советот на град Скопје има за право да дискутира на различни теми кои ги засегаат скопјани. Советниците ги представуваат ставовите на скопјани и зборуваат за Скопје какво што го сакаме и како да стигнеме до него. Препознаваме дека довербата во некои процеси кои се одвивале 30 на години не е на невисоко ниво и побаравме од нашите соседи индустриските капацитети да применат европски практики во работата, но и во мерењата и во јавноста на резултатите. Довербата е добра, но контролата е подобра. Ги охрабруваме и државните тела уште поревносно да вршат контрола врз работата на индустријата и сите загадувачи и при издавањето на дозволи за работа да ги постават на високите европски норми и практики како услов за добивање дозвола за работа на постројките. Од друга страна, очекуваме дека индустријата ќе покаже социјална одговорност и, како што самата кажува дека нема што да крие, ќе воспостави континуирани мерења на сите емисии и јавно објавување на резултатите од нив. Откако ќе ги добиеме официјално материјалите како град Скопје, веднаш ќе бидат доставени до сите оние релевантни институции кои што се споменати и ќе бидете понатаму информирани за секој одговор што ќе го добиеме. И градоначалникот на град Скопје го понесе еуфорија во Советот, која се совпадна со протестите против Усија. Тоа е првата инстанца по Советот, каде прашавме докаде е реализацијата на заклучокот на Советот за дислокација на Усија. Град Скопје е целосно свесен за сопствените надлежности, како и за комплексноста на правната рамка што ја следи оваа тема. Токму затоа, сметаме дека е неопходно да се води сериозна, аргументирана и инклузивна јавна дебата, во која ќе бидат разгледани сите релевантни аспекти. Важно е да се нагласи дека станува збор за долгорочен и сложен процес. И следната инстанца, владата, се чини се уште не го разгледала заклучокот. На прашањето како ќе постапат, велат треба да се почитуваат законите. Секоја одлука или препорака донесена на локално ниво доколку биде доставена до владата, се разгледува исклучиво во рамки на законските надлежности на централната власт. Доколку овие прашања бидат разгледувани на владина седница, јавноста ќе биде навремено информирана.
Важно е да се нагласи дека владата постапува во рамки на своите законски ингеренции и не може да презема действија што се надвор од нив. Но демонстрантите не се откажуваат. Повторно се планираат протести против аерозагадувањето, особено од Усија. Нема доверба во државните укажувања дека загадувањето се контролира. Иницијативата за дислокација не дојде од Стоп за Усија, туку дојде од Зелен хуман град, иако ние не сме против тоа. Она што сакаме да видиме е да сепак она што се случува во Усија да можеме ние јасно да го гледаме. Сега не може јасно да се види затоа што мерните станици околу не работат. Онаа што доаѓа од самиот двор, односно од самиот оџак, треба човек со USB да дојде да ги земе податоците. Ние бараме едноставно да се функционира како што треба да се функционира, да се има јасно колку се загадува, колку не се загадува. Транспарентност, апсолутно. Директорката на Државниот инспекторат за животна средина, Ивана Гиновска, вели дека измината година направиле 4 вонредни и 2 редовни надзори во Усија, што е многу повеќе од она што законот им го налага. Вонредно влегувале и ноќе, отисомнежите во јавноста се дека тогаш повеќе се загадува, а биле поканети инспектори од град Скопје и општина Кисела Вода. Ниту една контрола не покажала дека Усија ги надминува референтните вредности кои им ги задала управата за животна средина. Инспекторите не прават мерења, но може во присуство на инспектор, на барање на инспекторот, да се повика акредитирана лабораторија за да ги измери емисиите од оџаците од производствениот погон на циментарница Титан Усија, иако тие има 24/7 континуиран мониторинг. Таков случај беше кога дојдов на функцијата директор на Инспекторатот за животна средина, затоа што имаше исто така. Беше зимски период, беше период на аерозагадување, за да се увериме во веродостојноста на информациите кои ги дава циментарница. Ние заедно со управата за животна средина, со пишувачите на дозволата, затоа што пишувачите на дозволата се од управата за животна средина и наш инспектор направивме мерења кои покажа исто дека резултатите кои излегуваат, емисиите кои излегуваат од пеќките 3 и 4 се соопфаќаат со листингот кој го доставува циментарница Усија. Можно ли е таа вонредна акција со вонредно мерење да била пробиена? Не е можно да биде пробиена. Еве, последната која беше на 18-11 во вечерните часови од 22 часот, никој не знаеше каде треба да одат. И двата инспектори, и државниот инспектор, и инспекторот од град Скопје нема сознанија каде ќе одат, добија наредба во 22 часот кога тргнаа. Надзорот значи контрола на мониторингот што самата фирма го воспоставила со акредитирана лабораторија. Оти така им е пропишано во интегрираната еколошка дозвола за работа. Сепак, Гиновска не е против да има и дополнителен надзор. Јас ги следев барањата на активистите кои се упатени и до владата, до министерството и до нас инспекторатот. Јас од моја страна се сложувам со тоа, значи да биде јавен мониторингот кој го има Усија, да може да го гледат и граѓаните, со тоа што би се намалил притисокот и недовербата врз нас како инспекторат и врз инспекторите кои одат на терен. Амбиенталниот воздух се следи преку државните мерни станици, а компанијата Усија на веб страницата прикажува неделни и месечни извештаи од мерењата. Последниот е од првата недела од јануари годинава, кој не покажува надминување на дневните вредности. Во последниот извештај пишува и дека поради технолошки причини печките или работат деноноќно или се исклучени. Едната печка наведено е дека не работи уште од 21 декември. Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството им е поголемо во летните месеци отколку зиме. Принципот на работа не е познат за секој граѓанин, а видлив е само чадот. Па затоа прашавме што во моментов се гори во Усија. Титан Усија во изминатите 6 години има инвестирано 36 милиони евра, од кои 4,5 милиони евра за подобрување на животната средина. Фабриката има инсталирано високоефикасен, комплексен систем на современи филтри и секогаш кога работат производните линии, задолжително работат и филтрите. Во насока на поголема декарбонизација, покрај обновливи извори, компанијата користи алтернативни горива од домашно потекло, како ризови лушпи, лушпи од кафе, текстил, хартија,
картон и композитни материјали. Алтернативни горива, добиени од фракции од отпад од увоз, не се користат во компанијата, бидејќи увозот е забранет. Иако прашавме, компанијата не ги прокоментира можностите за дислокација. Пролетва им истекува интегрираната дозвола. Се што се гори во Усје е законски дозволено согласно дозволата која е издадена 2020 година. Сега Усје треба да добие нова дозвола и треба барање да поднесат до март за да им се издаде нова интегрирана еколошка дозвола, и тука сметам дека колегите од управата и министерството треба да бидат поригорозни и малку да се обрне поголемо внимание, не дека досега не се обрнало, но еве сега под притисок на јавноста да бидат поотворени и повнимателни во пишувањето на дозволата. Во која смисла? Па во смисла каде што имаме дека не треба да се користат алтернативни горини, иако е тоа добра светска пракса на демонстрантите кои беа на протестот се вели Усје гори отпад на 1400 степени, веќе тој отпад не е отпад. Тука треба да се обрне внимание во енергенсот кој ќе го користи цементарница Усје, кој ќе им биде дозволен да го користат за производствениот погон. Иако релевантните институции уверуваат, недовербата во системот останува. Имаме огромен сомнеж која се повикуваат на студии, која се повикуваат на одредени инспекцијски надзори што ги прават до самата фабрика, за тоа што врз база на минатото што сме го виделе, се работи за нешто што е подплатено, или како да се изразаме, останно се работи за нешто што не е релевантно, односно не е нешто што можеме да веруваме. Оно што можеме да веруваме, ако навистина има сензори околу самата фабрика, ако има сензори во самиот оџак, кај што може 24/7 да се следат тие работи, или некој што е од надвор, што може да ги направи исте тие инспекции. Јас ги повикувам сите кои имаат такви сознанија за корумпираност да ги пријават до надлежните органи, еве и до мене како директора кои имаат сознанија за инспекторите кои работат тука, инаку воспротивно не би дозволила да се нарушува угледот на инспекторатот кој наредната година ќе има 30 годишен јубилеј и во него навистина работат професионални и честни луѓе. Значи, како што ни одговорија повеќето институции, дебатата е отворена, но ништо конкретно не е направено ако воопшто има основа, па и законска, да се дислоцира тешката индустрија надвор од Скопје. Ако за некое прашање има релативно унифициран одговор и од домашни и од меѓународни авторитети, тоа е од каде потекнува загадувањето во Скопската котлина. Во сите студии направени во изминатава деценија, заклучокот е со највисок процент придонесува загревањето на домакинствата. Сообраќајот, градежништвото, индустријата се останатите значајни, но сепак помали загадувачи. Гајана Николовска-Ризвановиќ направи обид да се абстрахира од дневните препукувања на темата чист воздух и се обрати до клучните институции со барање да објаснат што конкретно е преземено или се презема за суштински да се реши проблемот со нечистиот воздух во главниот град. Пред околу 10 години се појавуваат првите потемелни студии за тоа кои се најголемите извори на загадување на воздухот во Скопје. Најголемиот загадувач се домаќинствата со 32%, потоа сообраќајот со 20%, прашината создадена од уличната прашина и прашината од градежни активности 19%, индустријата 18%, сулфатни соли 7% и нитратни соли 2%. Ова е официјална студија од Финскиот институт за метеорологија. Нецела година подоцна студија објави UNDP. Тоа истражување покажа и дека половина од домакинствата во Скопскиот регион се греат на дрва. 360 степени низ годините во неколку наврати ги анализираше податоците на студиите. Водечка меѓу општините е Чучер Сандево, во која дури 98% се греат на дрва. А по неја е Сарај, со 94%. Ова е помало зло во секој случај од јагленото или дрвото. Дефинитивно е утврдено дека согорувањето на овие горива за загревање предизвикува емисија на штетни супстанции. Во 2022 година уште еднаш беа прецизно лоцирани изворите на загадување.
Во истражувањето направено од лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев, согорувањето на биомасата има удел од 33% на годишно ниво, загадувањето од сообраќајот е 18 до 23%, а согорувањето на нафта и мазут достигнува 5 до 12%. Што преземаат институциите, ако речиси 10 години е јасно дека првенствено домакинствата, а потоа и сообраќајот и индустријата се најголемите загадувачи на воздухот во Скопје. Минусни температури и загаден воздух. Вообичаен ден за Скопје во зимскиот период од годината. Иако мерните станици на Министерството за животна средина деновиве регистрираат надминување на граничните вредности на PM частичките во воздухот, тие не се толку високи за да се воведат интервентните мерки. Таква ситуација во Скопје зимава имаше десетина дена пред новата година. Во тие денови Министерството за животна средина издаде препораки за ослободување од работни обврски за бремените жени и хронично болните лица, забрана за спортски надпревари и културни настани на отворено. Во денови на екстремно загадување се препорачува и забрана за горење на отворено, засилени инспекции на индустриските капацитети, проверка на градилиштата и контрола на техничката исправност на возилата. Овие мерки стапуваат на сила ако има надминување на вредноста на PM частичките од 150 микрограми на метар кубен во 2 последователни дена. Но што преземаат институциите на долг рок? На државно ниво, владата има донесено план за чист воздух од 2024 до 2030 година. Прва цел, како што се наведува во него, е намалување на емисијата на честички од домашни ложишта. Решението е, пишува, изградба на когенеративни гасни централи, продажба на квалитетно огревно дрво за домакинствата, топлински пумпи и котли. Докаде исполнувањето на мерките и кои се ефектите? На почетокот на разговорот, ресорниот министер Муамед Хоџа, кој беше назначен на функцијата пред само 3 недели, се фокусираше на акцискиот план со краткорочни мерки. Тој е донесен во октомври и трае до март, за време на грејната сезона. За спроведување на тој акциски план со краткорочни мерки се активирани, односно се ангажирани, задолжени не само Министерството за животна средина, туку и сите други институции кои функционираат во нашата држава, вклучувајќи тука и единиците од локалната самоуправа. Мерките од акцискиот план за кој зборува Хоџа се насочени претежно кон засилени контроли во индустриските капацитети, градилиштата и возилата. Но дел од мерките се вбројуваат и во 6-годишниот план за чист воздух. Таму е наведена изградбата на гасните централи. Да се работи и има надлежни институции во рамките на системот кои работат, се предвидува во тој план, во тоа програма да се направи газификација на урбаните средини, каде ќе може да се бидат поврзани со газ, што влијателно ќе влијае и со намалување на загадувањето. Имаше дел од мерките беа замена на огревно дрво, квалитетно дрво. Дали и таква мерка? Тоа мерката се спомнува во програмата. Во програмата се предвидува, значи, газификација на тие урбани средини, истовремено продолжување на субвенционирање на инвентер клими, каде ќе се, како што и веќе јавноста е информирана, се менува тие печките по домаќинствата, се разгледува и по различни програми да се менува системот на грење во домаќинствата и со топлинските пумпи, каде што со разни програми ние или државата би се субвенционирал околу 30% по домаќинства. А докаде е степенот на исполнетост и каков е ефектот од спроведувањето на мерките, Хоџа вели? За сите мерки кои се спроведуваат се подготвува извештај кај се информира Министерството за животна средина, владата и сите други надлежни институции. Да, сме задоволни дека има ефект од мерките и мерките се носат за таа цел, значи да се има ефект и да влијаеме позитивно во целата работа и квалитетот на воздухот да биде подобар. Затоа што Скопје се уште го држи приматот како најзагаден град во Европа во зимските периоди. Да, вие и на почетокот на емисијата на интервјуто кажавте дека во главно сте нов министер, први денови во министерството, така што ние сме во таа фаза на анализирање, разгледување на сите извештаи кои се доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Од тие извештаи ќе се повлече и последниот или конечниот заклучок, дали се доволни или евентуално треба да продолжиме да адаптираме со нови мерки кои ќе придонесат.
На оптимист се. Јас сум воглавен оптимист и почист воздух и менаџирање на депониите ќе ми бидат во фокус, бидејќи нема друга алтернатива и нема толеранција за загадувачите. Во разговорот, сепак министерот не соопшти бројки, проценти или други факти. Кога е во прашање решавањето на грејењето на домакинствата, тие и не се потребни бидејќи не е изградена, ниту пак е на повидок да почне да се гради когенеративната централа на газ, која ем ке произведува струја, ем топлинска енергија за парно за домакинствата. Одговори побаравме од град Скопје. Кои мерки тие ги спроведуваат за справување со аерозагадувањето во однос на домакинствата, сообраќајот и другите извори на загадување? Од кабинетот на градоначалникот Орце Ѓоргиевски не добивме одговор. На последната седница на Советот на град Скопје, тој кажа дека ги зајакнале инспекциските надзори и глобите, а ќе продолжат, како што рече, и со субвенции за инвертери и фотоволтаици, третман на депониите, зелени коридори и решение за јавниот транспорт. Јасно е дека решенија за загадувањето не се можни преку ноќ, но факт е и дека со години Скопје останува во врвот на листата најзагадени градови. Ретко, а може би и никогаш се нема случајно МВР да купува нови униформи за специјалната полиција, нови униформи за редовната полиција и нови автомобили во период помалку од една година. Станува збор за инвестиција што надминува 10 милиони евра. 360 степени ги следеше овие набавки и продолжува да ги следи. Михаил Милошевски ни ги носи информациите дека, иако ги нарача подоцна, МВР попрво ги доби новите автомобили отколку новите униформи за специјалците. А тендерот за униформа за редовната полиција пак е предмет на жалба пред второстепената комисија. Пред крајот на 2025 година министерот Панче Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски промовираа 120 нови службени возила за потребите на полицијата. Навистина мислам дека имаме многу успешен проект кој што ќе овозможи како зајакнување на капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Тендерот за набавка новие возила беше распишан на средината на јули 2025 година. Договорот беше потпишан еден месец подоцна, а возилата стигнаа на крајот на декември. Или автомобилите стигнаа за само 5 месеци од распишувањето на огласот. Таква динамика се чини нема за друга важна набавка на Министерството за внатрешни работи – униформи за специјалните единици на МВР. На 9 декември 2024 година МВР го објави огласот за изработка на униформи за специјалните полициски единици. По неколкуте продолжувања на рокот и жалбите го добија две фирми. Лебран Дизајн од Битола, микромодно студио со 2 до 3 вработени лица и годишен приход од скромни 20.000 евра. Оваа фирма треба да сошие маскирани униформи во вредност од 2,13 милиони евра. Вториот дел од колачот и припадна на скопската фирма Pamitex Team. Оваа компанија беше регистрирана само 20 дена пред објавувањето на тендерот и е во собственост на српската Team Traders Company. За нив се распределени 1,7 милиони евра од спогодбената рамка. По вашите јавно соопштени информации и сомнежи ги повикав овде собственикот и на едната фирма и на другата фирма и им кажав следното. Ќе ви кажам што им кажав. Дека согласно она кое што и јас го имам информација и јас го имам изанализирано, овде нема незаконитости во рамки на постапувањето. На Министерството за внатрешни работи Не може да се утврдат. Не може да се, јас не можам да ги видам. Но доколку се утврди било каква незаконитост во делот на постапувањето нивно, јас ќе бидам најмногу фокусиран да ја најдам таа. Кога на крајот на ноември 2025 година, односно 8 месеци по склучувањето на договорите, прашавме во МВР дали ги добиле првите униформи за специјалците. Оттаму ни одговорија дека направиле 7 нарачки, но дека тече рокот за испорака. 4 нарачки се од Pamitex во вредност од 921.000 евра, а 3 од Лебран Дизајн кои чинат 732.000 евра. Бидејќи униформите не беа стигнати, не ни беше одобрено барањето да ги видиме или пак да добиеме фотографии со кои неспорно би се утврдило каде се сошиени. Месец и половина по таа преписка повторно го упативме истото барање до Министерството.
Имавме предвид дека согласно договорот, избраните компании имаат рок од 90 дена да ја достават секоја поединечна нарачка од моментот кога МВР ќе им ја достави. Но до емитување на сторијата не добивме одговор од Министерството за внатрешни работи. Додека полицијата чекаше коли и униформи за специјалците, МВР распише уште еден важен тендер. Во ноември 2025 година беа отворени понудите за униформи за редовната полиција. 5 компании доставија понуди за еден или повеќе од 4 делови на повикот винд јакни, теренски униформи, чевли и чизми за МВР. И тоа Нени компани, Мегаспорт, Мике Интернационал, Лејерс ВФ и Камекс. Цените кои компаниите ги понудија беа различни по категории. Например, Нени компани достави најниска цена за винд јакни и чизми, Мике Интернационал за теренска униформа, а Мегаспорт за чевли. 2 недели пред Нова година Министерството за внатрешни работи донесе одлука за избор на најповолна понуда. Сите 4 ставки ги доби компанијата Мегаспорт. Резултатот е донекаде изненадувачки ако се знае дека, например, понудата на Нени компани за чизми беше речиси двојно поевтина, или пак дека за винд јакна и Нени компани и Микеи имаа значително пониски понуди. Деталите од електронската аукција за сега се непознати, но на 25 декември процесот го обжалил еден од конкурентите, Мике Интернационал. Се обративме до компанијата со прашање: зошто се жалат? Се жалевме на според нас неправилности во постапката на донесување на одлуката, како и на разликата во цената меѓу нашата и другата компанија, која всушност може да се забележи и од извештаите од јавното отворање. Сепак, деталите за жалбата, како и незината содржина, не би сакале да ги доставуваме, се додека истите не станат јавно достапни. Ваквиот развој на настаните ја става во мирување целата набавка. Според правната рамка, додека Комисијата за жалби не пресече, МВР не може да потпише договор за набавка на униформи и чевли за редовната полиција со избраниот економски оператор. Со тоа, барем во моментов, останува непознато колку точно милиони евра ќе чини и третата голема јавна набавка на полицијата, која се случи или требаше да се случи во 2025 година. Во финалето и на оваа емисија, саботажата на Сречко Поповски. Градоначалникот на Кавадарци е во конфронтација со придобивките на модерното време. Импркоси на новотариите изнесуваат цврсти аргументи против злите технологии кои ја уништуваат блискоста меѓу младите. Ако во секој град инклузијата е на такво ниво, доодиме на смарт, доодиме на 3D кино, доодиме на тие работи, ние изгубиме социјалата. Че ги ставиме на очарите и се гледаме сами со себе. Че јаиме поканки че јадиме и се гледаш и лево и десно. Крепејќи ја традицијата и желбата да се воспитуваат и образуваат здрави генерации, неприкосновениот тиквешки лидер низ лични примери покажува каква треба да биде грижата кон најмладите. Мене баба со вампири ме заспиваш. Ама ја на дет сега кажувам приказки со одветни според возраст. За Црвенка, па волкот не го спомнувам, че не сакам травма. Значи, си ја модифицирам приказта за да заспие дет. А не дојди волкот и изеди, како така? И не е само тоа. Тој е подготвен да одвои од своето драгоцено време и да им даде татковски совет дури на своите политички опоненти. По долго наблюдување заклучува што е добро, а што не за нивната перспектива. Тргни се од тие таму што не се вработени по еден ден, што немат стаж. Ние да плата немат изявено у животот, еден ден не изработили ништо, цел ден по кафани седат и по кафичи и уговарат. Купиле најпатки, 2 пара тарнерки и само седат. Не со такви. Освен што знае да подели на вистина квалитетна и добра лекција, импресионира и со подготвеноста за смислување интересни, баснолики мудрости. И нојот има јајца на џабе. Пак се вика ној, не е лав.
Сепак, многумина од тие што ја следат неговата работа стануваат свесни за секој негов нареден чекор. Па дури и тој е зачуден како успеваат да проникнат по неговите мисли. Вуко знае што ќе одговорам. Знам. Председател, ако дозволите ви еден советник да ги читам мислите на градоначалник и при тоа не де Боже ги погоди, ќе испадне градоначалник ја прозира. Некој дури одат и понатаму, па сметаат дека не само што е провиден, туку заслужува да биде ставен на трансфер листа, бидејќи ја задолжил општината со сума која во милиони на дресовите ја носат ведетите. И тоа ме асоцира на број 10, како што е во фудбалот Лука Модрич број 10, тој отиде у Италија, у Милано, па да се придружите и вие таму. Да ве продадеме, таму даваат многу пари, 10 милиона евра што сме должни како општина и мислам дека и уште плюс 10 ќе дадат, градот ќе биде 10 милиона у плюс. И на крајот. Ќе ме продава 10 милиона евра, како 10 бе? Под милиарда не мрдам бе. Сумата, иако не е пазарно реална, е одредена. Ама ниту има, ниту некој бара играчи за замена. Гледавте 360 степени. Пријатно до понеделник.